Не знам дали знаете, среда е ден кој се вбројува помеѓу среќните денови, во кои можете да започнете некоја работа или пак да одите на пат. А децата родени во среда се многу напредни и многу здрави. Добре дојдовте, следува сцена. Во центарот на светските медиуми се уште главна вест е разводот на Бред Пит и Анџелина Џоли. Додека тие се фокусираат за причините за нивниот развод, кај нас некои од звездите уживаат, а пак други се посветени на работата. Следува македонскиот шоубиз. За светските магазини голема инспирација за тоа што е актуелно во животот на славните звезди се социјалните мрежи. Не сме далеку ниту ние. Во центарот на вниманието се уште е разводот на славната холивудска двојка. Па сега се трага по причините и последиците. Но наспроти тоа, домашната естрада се подготвува за нови предизвици. Барем така велат фотографиите објавени на Инстаграм. По заслужениот одмор во Италија, а потоа и Миконос, нашето македонско девојче се фрли на работа. Овој пат како дестинација се одлучи тоа да биде Охрид, на глисер во друштво на нејзиниот долгогодишен соработник Дадар. Според надписите под фотографиите, неверојатно станува збор за рекламен проект, очигледно дека на Каролина и годи охридскиот воздух. На скопска адреса пак Симона Поповска направи застој во сообраќајот на најфреквентните скопски улици. Причината се уште не е позната, дали е до розевото фустанче или пак работниот ангажман. Инаку станува збор за моден едиторијал, во кој Симона Поповска ќе се појави како модел. Соработен ангажман и блондинката со руско потекло Викторија Лоба, во придружба на незините танчерки на свирка во Радовиш. Малата сладка Хана како маскота за на Инстаграм и Фејсбук. Тамара и покрај работните ангажмани не заборава дека има улогата на мајка. Покрај медиумите, понекогаш на Инстаграм профилот кај Тамара знае да дзирне и мачката на Игор Џамбазов. Баклавата не е само благ деликатес. Баклавата е вообичаен символ на македонската изворна традиција, представувајќи еднаквост, собственост на културните разлики на уметноста и четирите страни на светот. А во продолжение ве запознаваме со група Баклава. Со минималистички музички концепт, клучниот предизвик е создавање на авторска музика во жив диалог со естетските дострели на светската музика, по тоа се препознатливи група Баклава. Како четворка, именувањето во Баклава не беше земен само како синоним на турскиот исклучително благ деликатес, туку како синоним на ромб, совршената геометриска форма или пак боја во картите. Во исто време, баклавата е вообичаен символ на македонската изворна традиција, представувајќи еднаквост, сплотеност на културните разлики во уметноста и четирите страни на светот. Баклава има 3 различни изданија, од традиционална до светска музика, преработки и авторски песни, мешавина од повеќе јазици и музички стилови. Група Баклава постои од 2005 година. Еве ја нивната приказна. Еден момент кога требаше да одлучиме како да ни биде името, бидејќи бевме четворка, во тој момент правевме минималистичка музика, така се нарекуваме. Направивме цел документарец кој што се вика Баклава форма што поврзува, во кој што од секој аспект секој си зборува за тоа како да доживува баклавата. Имаме архитект, математичар, етнолог, човек кој што меси баклава прави, тој се зборува и така натаму, да не. Значи баклавата освен како форма, мислевме дека постои нешто што може да се доживее со сетилото за вид и со сетилото за вкус, исто така и со сетилото за слух. Значи, кој би бил звукот на баклавата, како таа звучи воопшто, таму потекне идејата за баклава. Пред 10 дена имаше промоција на нивната најнова песна насловена Рубин. Во секој случај, ние сме среќни што ги издадовме оваа песна. Се почна со снимањето на филмот Златна петорка. Таму учествувавме практично со оваа мелодија, но сакаме да си направиме и свој спот, бидејќи сметаме дека песната е многу весела и сакаме нашата публика да танцува на неа. Така што направивме и свој спот, практично имаме 2 спота вкупно, што не се коси едно со друго, бидејќи таа промоција сега што ја правиме испадна продуктивна и за двете страни. Така што мислам дека е прекрасно баш дека направивме баш таков спот што луѓето можат да танцуваат и да се смеат. Да, имавме интересно искуство, ако може да се наговрзам. Интересно искуство, бидејќи
оваа музика, истата музика може да доживееш на повеќе начини. Беше убаво искуството на филм каде што луѓето од филмот танцуваа на музиката. После таа доби свој видеозапис каде што се инсертите од филмот, има многу убава љубовна порака во себе. А исто така беше интересно нашето искуство кога снимавме во драмскиот театар, каде што сите танцуваме и сите уживаме, некако се пронаоѓаме секој на свој начин во улогата на танчери, на актери и така натаму. Така што беше едно огромно уживање и се уште сме задоволни. Кој има два спота на една песна? Па го готвиме новиот албум, се уште е во фаза на месење. Така што ќе содржи 13 песни, го подготвуваме, секоја песна е посветена на одредена боја, така што ќе биде доста шаренолик обоен албум. Се надеваме дека што поскоро ќе го види денот, ќе се роди, се уште е во утрова. За известен период се очекува и нов албум, но тоа не значи дека во следниот период ќе паузираат. Ова е нивната агенда. Па веднаш за неколку дена, значи на 7 октомври сме на Десонанс фестивалот, каде што ние сме поласкани бидејќи тоа е електронски фестивал каде што ние настапуваме акустично. И таму ќе ги изведеме по прв пат некои песни од нашиот нов албум кој треба да искочи оваа или следната година, значи во фаза на снимање. Прв пат ги изведуваме на некој начин. Тоа е 2-3 песни како да види публиката што ќе се случува. Ги изведуваме сите наши авторски композиции. И практично сме среќни што баш таму настапуваме, еден од помилените фестивали ни е на домашно ниво и потоа ќе идеме веројатно Битола, па така натаму. Оваа група присуствуваше на многу фестивали широм светот и ќе продолжат да истражуваат нови светови, храбро чекорејќи таму каде што ниедно блачко не било досега. Сега веќе нема потреба да правите заморни издодевни вежби за да изгубите тежина. Сега можете да танцувате за да дојдете до витка линија. Танцот е најдобра вежба за вашето тело, а зумбата е еден од најдобрите танци за губење тежина. Погледнете зошто зумбата се смета за најдобар начин за губење килограми. Забава, играње на актуелни музички хитови, дружење и пред се зацврстување на телото. Ете така накратко би опишале зумбата. Во последните години во Македонија има голем интерес за зумба, а доказ за тоа беше и настанот на кој играа зумба околу 100 учесници. Зумба фитнес представува програма на аеробични вежби, каде што се вклучени елементи на танцување, односно комбинира основни чекори од танците кои се применуваат на латино и интернационална музика, со цел да се направи вежбањето забавно. Ке имате прилика да слушнете што всушност значи зумба и зошто е поинтересна од аеробикот. Зумба е аеробно вежбање каде што се вклучени латино чекори со фитнес елементи на латино музика и интернационална музика. Представува забавно вежбање, личи како да се креира кореографија на одредена песна и се дозволени извикувања. Подобро е да е аеробикот, затоа што од еден зумба час може да се потрошат само и до 1000 калории, значи што воопшто не е бројка за подценување. Навистина, значи доколку се вложи повеќе енергија, значи 1000 калории е бројка што не смее да се занемари и пред се добива многу позитивна енергија од практикување зумба. Зумбата е привлечна за сите генерации. Комплетно, значи може секој да учествува во зумбата и машките и женските секогаш се добре дојдени. Треба само да дојдат на зумба, без разлика дали тоа ќе биде зумба час или зумба забава и да почувствуваат енергијата која што се развива на еден час и мислам дека нема да сгрешат и повторно ќе се вратат секако на вежбањето. Еве кои се ефектите и зошто треба да го одберете токму овој танц. Најмногу заради енергијата, позитивната енергија и сиот оној стрес кој што го имаме дали на работа од било каде. Значи убава е можноста да може значи тоа да се осилне, да се
акумулира. Па преубаво се чувствувам на секој тренинг. Не е значи само физичката активност дека ќе се затегнеме или ќе бидеме физички појаки, меѓутоа многу дава позитивна енергија. Зумба инструкторките на чело со Сања ни даваат многу убава енергија. Стегнавме многу убави пријатели тука, нови пријателства и супер е, супер е. Значи на сите буквално што може, значи до одвојат време им препорачувам да бидат на зумба на часовите. Зумбата за мене, за разлика од другите физички активности, е поголемо задоволство и е ширење на позитивна енергија освен вежбање. И мислам дека на другите начини на вежбање, како што е аеробикот, малку повеќе се чувствува напорот, каде што тука малку повеќе се чувствува позитивната енергија и полесно е вежбањето. Танц, забава, дружење. Ова е вистинска прилика за вас доколку сакате да стигнете некој вишок на килограми. Драги мои, тоа беше се од ова издание на Сцена. Јас ви посакувам пријатна вечер, но не заборавајте, утре на исто место и исто време со најновите информации.